На половина година пред редовните избори ниту има договорено датум, ниту има целосен состав на Државната изборна комисија. Роковите течат, а власта не сака ниту да разговара на оваа тема. Опозицијскиот лидер порачува: соочување со граѓаните мора да има, а власта мора да престане да бега. Христијан Мицкоски вели дека неговата партија е подготвена веднаш да номинира членови на собраниските работни групи кои треба да ги направат сите подготовки за изборите. Димитар Ковачевски води некоја чудна мачо игра, не ја разбирам наистина. Не знам кој е тој кој што го советува дека сега е моментот да биде мачо и да каже еве нема предвремени избори, јас кажувам дата, јас кажувам, во ред еве све нека кажувам. Не сакаше лидерска средба, добро. Сакаше работни групи, во ред еве прифаќаме работни групи. Сега ја одолговлекува целата оваа ситуација, не знам од кои причини. Тој вели дека е важно собраниските работни групи да се сретнат што поскоро, бидејќи има само неколку месеци до изборите, а Државната изборна комисија не работи според закон поради пропаднати коалициони договори. Тој смета дека со одложувањето власта не дозволува ДИК да профункционира законски. Ние имаме во моментот проблем, бидејќи имаме Државна изборна комисија која што не работи согласно законот. Зошто не работи? Затоа што не се 7 членови, се 6. Имаме по закон јасно дефинирана структура на изборната државна комисија. 4 члена на власт, 3 члена се извинувам на опозиција. Ние имаме 2 члена на опозиција. И што прави власта? Обструира номинирање на член од опозицијата. Опозицијата смета дека 8 мај е најдобар датум за одржување на парламентарни и втор круг на претседателски избори. Со тоа би се осигурала и доволна излезност и би се заштедиле десетина милиони евра. Власта засега останува без одговор на оваа понуда, но и без никаква иницијатива за формирање на работните групи и започнување со подготовки за изборите.